14-то издание на младинскиот интернационален музички камп Михајлово 2024. Всушност ова е 5-то издание, 5-та година поред, како кампот се одржува овде во детското одмаралиште Михајлово. Годиново учествуваат 30 талентирани музичари од Македонија, од Србија, од Црна Гора и од Бугарија. Да напоменеме дека младинскиот музички камп е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и Фондацијата Никола Јанчев и се разбира. Учениците овде не само што се дружат, не само што се забавуваат, туку има и што да научат. Станува збор за талентирани музичари кои што свират на флейта, труба и хорна. Професор Сташо Тенков е еден од организаторите на младинскиот музички камп Михајлово. Професоре, 14-то издание на младинскиот музички камп. Точно. Имавме прилика, кога дојдовме оваа година, значи овдека во Михајлово, некој од колегите извади малце тоа архивата да ја разгледаме. Кога се видовме како изгледаме пред 14 години, добро се држиме. Значи, 14 сериозни години, каде што одредени дечиња кои што доаѓаат на овој музички камп ги израснавме како малецки пиленца и сега се професионални музичари кои што свират по филхармонија, во опера, професори се во средно музичко училиште и така натаму. Кампот првично беше во Струмица, годинава јубилеј 5-то издание во Михајлово. Значи, 14 години точно, 9 години бевме во Струмица, поминавме прекрасни 9 години во манастирот Свети 15 тирополски маченици и потоа решивме да направиме една мала промена, меѓутоа не мала, испадна голема промена со голема поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, Фондацијата Никола Јанчев и нашиот драг и пријател и поддржувач градоначалникот Митко Јанчев. Еве сме тука 5 години во Михајлово и мислам дека оваа локација овдека е прекрасна, децата се задоволни, имаме неколку концерти во склопот на нашиот камп кој што трае 5 дена, во склопот на тие 5 дена имаме 3-4 концерти, флейтисти имаме 9, иначе генерално, пошто сме тројца колеги, нели, овдека имаме флейта, труба професорот Васе Ристов, хорна Александар Гошев, имаме 30 деца, отприлика околу 30 деца. Под 10 деца отприлика да кажеме по класа. Значи исклучува кампот, флейта, труба и хорна. Така. Традиционално 14 години сме тој истиот тим. Тука би сакал да спомнам дека во организациониот дел координатор ни е Марија Јакимовска, имаме прекрасен корепетитор кој е наш од кавадраци овдека Ивана Јанакиева, кој што веќе неколку години е наш уметнички соработник. Станува збор за млади музичари, ученици во основни, средни училишта и од музичката академија. Така е, ова не се случајни деца, значи за да бидеш дел од овој музички камп има некои услови кои што треба да ги исполниш. Условите кои се, значи ова се деца кои што посетуваат одредени музички надпревари, интернационални, републички, тоа се деца кои што имаат некакви признанија, награди по тие надпревари. Значи целта ни е овие дечиња да продолжат со тоа темпо. Значи школската година е на прагот, поготово на овие деца кои што се од нижата и средната музичка школа. Истото важи и за студентите, нели? Сакаме овие дечиња, кога ќе дојде 1 септември, од првиот ден да бидат во топ форма. Во принцип, порано знаеме како во нашата фела, во музичкиот живот, ако нема музички кампови, летните одмори завршуваат, додека да ги ставиме децата во ред, ќе помине малте не, да не речам цел месец. А сега имаме ситуација, децата веќе од првиот школски ден, значи зборам за овие деца кои што се наши деца овдека во музичкиот камп, од првиот ден се, ајде да не речам барем 70-80% во некоја добра музичка форма. Со спортски жаргон кажано, во пресет на новата сезона, вие на висински подготовки во Михајлово. Така и се спремаме за меѓународни републички надпревари, од каде што се надевам дека како и секоја година ќе донесеме бројни награди. Па тоа е една од мојих, тоа е една моја највеća љубав. Тоа е една од моите
односно флейтата е една моја најголема љубов. Почнав уште како дете да ја свирам, всушност беше случајно, бидејќи кога се запишував во музичко училиште во Крушевец, каде јас сум родена, немаше место за ниеден друг инструмент и ете, флейтата ме пронајде мене, а потоа и јас ја најдов неа во своето срце. И така тргна тоа моје патешествие и еве сега завршив трета година на Факултетот за музичка уметност во Белград, во класата на професор Миомир Симоновиќ. И така, тука е преубаво. Навистина преубаво. Работата е феноменална. Условите се навистина прекрасни. Природата е преубава. Воздухот, сето тоа на сите нас ни годи. Што се однесува до часовите, имаме индивидуални часови, секој за својот инструмент, и имаме часови по камерна музика. Мене тоа многу ми значи, бидејќи сега е период кога сите ние треба да се вратиме од летната пауза и да се подготвуваме за октомври и се што ни предстои. Јас сум единствена која се бави со музика во моето семејство. Во главном другите се спортски настроени. Па ќе видиме засега некој оркестар, бидејќи тоа е некоја моја голема желба и амбиција. Да, симфониски или нешто такво. Може би некој народен оркестар, никогаш не се знае, бидејќи многу ја сакаме и фолклорната музика. Немам проблем, мислам дека фино се прилагодувам, така тонски, секаде каде што треба, и мислам дека немам проблеми. Не, прв пат сум во Михајлово, тука на кампот, но сум била во Охрид и така. На Охриду или така. Па, јас за првен започнав со клавирот да свирам, со пијаното. Ја имам ниже од 9 години и имам 8 години клавир свирано или пијано. Значи, хорната едноставно така дојде во мојот живот. Мајка ми е професорка по соло пеење исто во Илија Николовски Луј и едноставно она ми кажа за овој инструмент, ми ги предложи фаготот и обоата, ама некако мене овој инструмент ме привлече и едноставно го засакав и така почнав да свирам. Професор Страшо Тенков, организатор на младинскиот камп, спомна дека на овој камп учествуваат ученици кои што освојувале награди. Што е тоа што Илина во минатата учебна година го освои како... Па, имам добиено многу награди. Имам свирано во Полихимнија, исто таму добив прва награда, во Штип исто добив прва награда и во Кавадарци Артин, така мислам дека беше, и добив, како се вика, специјална награда или 100 поени. И сега планираш да си продолжиш со хорното или ќе се враќаш на пијаното? Не, со хорната ќе продолжам. Кои ти се плановите? Сепак стварно е не секојдневно да бидеш девојче кое што користи дувачки инструмент. Ретки сте во таа конотација, мислам. Кои ти се плановите понатаму? Па, моите планови е сега тука во Македонија да завршам средното училиште, а можда понатака би одела негде во странство, можда Србија, Хрватска, Словенија, ама ако ме води патот, може и тука да останам. Зборуваме за академија, нели? Да, за факултет, да. Ако ти се укаже можност некаде во странство, да си искористиш, зашто да не биде. Овде во Михајлово, како ти се допаѓа? Прв пат си? Не сум, ми е втора година. Лани некако многу поголем стрес, нови луѓе, не знаев како, ама сега многу поопуштено. Со професорот работиме Александар Гошев, работиме многу работи, концерти, пиеси, етиди и мене ми е стварно многу убаво. Тука има многу добро друштво и тоа. Марија Најдовска, студент на Факултетот за музички уметности или нашата музичка академија. Меѓутоа, уште едно не секојдневно, нели, навистина се ретки девојките со дувачки инструменти. Марија, нејзиниот инструмент, трубата. Марија, зошто труба? Труба. Беше љубов на прв поглед, искрена. Го слушнав звукот на трубата и уште од мала одлучив дека така сакам. Беше скроз не секојдневно, бидејќи тогаш немаше девојчиња и баш ради тоа ми беше убаво да се издвојам. Почнав на 11 години и евото сега. По дипломирањето, јас веќе те направив дипломец, по дипломирањето, каде со трубата? По дипломирање, многу сакам да сум професорка. Ќе се потрудам
додам во таа насока или пак имаме можности, аудиции во некој оркестар. Сега ќе те прашам, во поново време, поготово вие младите, го користите инструментот, односно трубата, и за забави од калиброт, комбинација на класика со, што знам, поп-рок музика, дали нешто такво Марија има експериментирано? Немам, свирам стрикно класика. Стриктно класика? Да, стрикно класика. Сега не знам, може би ете некои проекти би скочиле и такви со посовремено нешто, но Добро, сега е само класика. дома со твоите нешто која ќе ти решат, нешто народно, Марија? Да. Тоа може? Да, тоа во домашни услови, да. Некој од твоите се бави со музика? или? Да, они се народни музичари. Татко ми, брат ми, да. Да, ние сме музичка фамилија, меѓутоа они не се школувани. Татко ми, вујко ми така, брат ми е со мене исто на академија. И сега, значи, дома имаш цел оркестар Да, имам цел оркестар. и поддршка ненормална. Не си прв пат во Михајлово? Не. Тука сум веќе 5-та година, овој семинар се одржа 14 години и е одлична можност за сите млади музичари, од најмали до најголеми, и е во многу добро време, бидејќи кој како идел на одмор, сега тука се враќаме во кондиција, некој се спрема за аудиции, некој се спрема за концерт, сите заедно вежбаме и мислам дека сите треба да го искусат ова, да дојдат тука. Како концерти ве одека во Михајлово, што ги организирате вие учесниците? Се наоѓате ли меѓу себе учесниците кои што сте на кампот? Да, цело време заедно работиме, заедно вежбаме, се помагаме едни со други, имаме и состави, имаме и соло, буквално. Ние работиме и со помалите, им помагаме, професорот Васо е тука за сите нас и тоа е многу добро. Ајде го пофалиме малку професорот Васо Ристов. Колку за тебе како студент е одржувањето на ваквите кампови, колку ти помага да напреднеш во кариерата? Многу помага. Професорот многу се труди за сите нас. Имаме и од сабајле и прикладни часови, доколку имаме потреба, можеме колку сакаме и навечер да работиме. Професорот е цело време тука, ни дава максимално знаење и се труди да не издигне на повисоко ниво. Кај него си во класа или? Да, кај него сум во класа, да. Борис Труба, Труба, во класа на кој професор? на Васко Рошков, Која година? Кој одделение? Како иде кај? 4-то одделение на музичко, а 7-мо Нашково. И сега кажи ми, зошто труба? Кој те натера труба да свириш? Глас на инструментот, неговата музика ме фана. Од почеток свириш труба и свириш само труба или свириш и некој друг? Само труба свирам. Друго ништо немаш? Ништо друго немам фанато. Свириш класика? Да. Си пробал народно нешто? Да, имам пробано македонско девојче и Јованко Јованки и Заплакало селото Ваташа. Браво. Кажи ми, ќе продолжиш да учиш средно музичко? Ќе продолжам. И само за крај, што би им порачал, еве, ти си тука сега во Михајлово со твоите другарчиња од цела Македонија, оние што се талентирани млади музичари, треба ли малце да се стегнат за да можат и тие до година да дојдат на ваков камп? Ако се талентирани, само треба да продолжат така да работат. Ако малку се положи, треба да повише да вежбаат, ако сака да стигнат на ваков музички камп.